Омраза, одмазда или пакост? Во неколку наврати демолиране голем дел од урбаната опрема поставена од Штипски Исар. Имавме масовно кршење на кантите за смет, имавме масовно расфрлање на ѓубрето по подот, имавме масовно кршење на клупите, имавме палење на огин, недозволено палење на огин, имавме уништување на мрежата на оградата на парковите кај што беше, така да ова е веќе втор случај оваа недела. Пред некој ден исто така имавме проблеми во населба железничка покрај патот од кружниот тек па се до Мал одмор беа уништени сите канти. Лошата намера и рака на поединци не помина без осуда не само од Исар, туку и од граѓаните, кои урбаната опрема ја користат секојдневно. Многу срамота тоа. Сега тоа се прави за луѓе да одмарат, за постари луѓе каде да сетат, да деца да одмарат малку, ама воа не само клупи, туку и гледаме гранчиња што садени и тие кршат. Народот треба самиот да биде свесен дека тоа е за народот, безобразен народ бе, балкански менталитет. И така ќе си терава до крај. Џабе е се тука. Нешто ги крше, дома ги носи. Или тоа да го јас земам во да го носам да го кршам. По чему? Ама ете имаме таква некултура. Ваквата пакост Исар годишно го чини околу 600.000 денари. Пари кои треба да бидат инвестирани во набавка и поставување на нова опрема, а не во поправка на веќе вставената. Значи со овој вандализам не се постигнува ништо, туку се уништуваат сопствените пари, затоа што ние парите од граѓаните ги инвестираме во паркова опрема, ги инвестираме во сето она да можат тие да уживаат. А со самото уништување се уништуваат самите себе си. Очигледно дека само на мал број граѓани не се допаѓа ова што го работиме, меѓутоа ние ќе продолжиме со нашата работа, ќе продолжиме со нови паркови површини, ќе продолжиме со изградба на нови инфраструктурни објекти, се во интерес на граѓаните на град Штип. Урбаната опрема е постојано наметена несовесни, па Исар, освен од полицијата, помош бара и од граѓаните. Секој девијантно однесување веднаш да го пријават. Така ќе му направат услуга на градот, а ќе придонесат за зачувување на своето.